Апетитот секогаш прецизно ги одбележува границите на добриот вкус. Глата за власт е толку голема што ниту каква било, па дури и најригорозна царина не може да го запре незиното преминување и со практични примери покажува колку е големо отсуството на елементарна пристојност, кога таа е доведена под знак прашалник. Направиле математики по метар квадратен од толку станови, толку згради, толку за Данела, толку за Тимчо, толку за Мицко. И наместо да се занимари ова ниво, се уа толкувачи кои го акцентираат за тоа да стане комуникацијски мејнстрим. И не само тоа, туку прилично детално го анализираат, па со повторување на гестикулацијата се обидуваат на неуката јавност да и го објаснат значењето. Сакав ова да го покажам. На што е ова метафора? Еве, не сакам втор пат да покажам. Па кога бевме мали, ние што кажувавме? Еве ти го, а еве ќе употребам стојко. Сепак има такви кои се грижат за нивото, па се обидуваат да не употребуваат кирилица, туку се джиткаат со зборови на кои очигледно недоволно им го знаат значење. Па наместо да прифатат да бидат позитивно дискриминирани како достоинствени противници на доминантната сила, тие се дисквалификуваат представувајќи се безмалку како безрбетни користољупци. А Максим никогаш не бил дисидент. Можете да кажете опортунист, но дисидент никако. Вистинските одметници пак веројатно сметаат дека да се биде нива мунита му е став, а не недостиг на карактер. Уште очекуваат тоа однесување кое се коси дури со правилата на физиката да е некаква предност која граѓаните треба да ја почувствуваат. Оти ако не биле тие, други не треба ни да има. Не држи оправдување, нема за кого да гласам. Еве сме овде, ако нас не бива, тоаш навистина не гласате. А што да се каже за оние кои навистина не знаат ниту зошто се таму каде што се, ниту како стаселе, а уште помалку каде би оделе. Дилемите пред кои се исправени се толку сериозни, што дефинитивно е потребно, пред да се влезе во финалната фаза, да се појавува некаков собраќаец, кој ќе го забранува движењето натаму. Зошто тогаш би очекувате дека Столичани би гласале за вас? Па не знам и јас се прашувам. И на крајот, кога лидерот не успева да потрефи Илинден или Великден, зошто тоа да им успее на неговите соработници. Затоа сум сигурен дека ќе победиме на 11 октомври. Заедно, драги мои скопјани, ќе победиме на 17 октомври. Резултат на 11 октомври е создавањето на современата македонска држава. Од исходот на 17 октомври не зависи ништо, освен кариерата на двајца политичари. Еден од нив ќе биде испукана пушка.